Почитувани, понеделник вечер, 20 часот. Време е за новата епизода на подкастот на ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Со децении сме сведоци на одлив на луѓе од Македонија. Талентирани млади кои заминуваат во потрага по подобар живот, по големи можности и професионален развој. Но од денес се појасно гледаме и обратен процес. Миграција на успех, луѓе кои, иако заминале, не ги прекинале врските со својата земја, туку ги користат искуствата, знаењата и мрежите од странство за да влијаат позитивно врз Македонија. Преку предприемништвото, тие не само што градат личен успех, туку и помагаат во изградбата на нова економска слика на земјата, поиновативна, поотворена и пооптимистична. Вечерва наша и ваша гостинка е Даниела Димовска, ВД директор на Агенцијата за поддршка на предприемништвото во Република Македонија. Даниела, добро вечер и добре дојдовте во вечерашниот подкаст. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав за сите гледачи. На почетокот би сакала да прашам која е Даниела Димовска и приватно, надвор од функцијата која што сега ја реализирате во државата? Ќерка, сна, супруга и мајка на едно прекрасно 2,5 годишно момче, кој всушност е најважната улога во мојот живот. Исто така сум голем сонувач, но и човек што верува во Господ, верува во работа, верува во дисциплина. Верувам дека се што правиме во животот мора да има смисла, мора да тежне кон некоја повисока цел. Сакам да создавам, но и сакам да гледам и луѓе и идеи како растат. Убаво кажано. Помеѓу членството, вие сте позната како особено партиски активна, политички активна, креатор на многу идеи, на многу иновации, но исто така сте актуелна председателка на Комисијата за односи со невладини организации во ВМРО ДПМН. Носител сте истовремено и на повеќе партиски позиции. Што значи за вас да се биде дел од ВМРО ДПМН лично, но и одговорна? За мене ВМРО ДПМН не представува само политичка партија, туку идеја што се темели на љубов кон татковината, постојано присуство меѓу народот и секојдневна борба за подобро утро. Токму така, со оваа идеја пристапив кон оваа политичка партија уште многу одамна, каде што најпрво започнав во структурите на Унијата на млади сили, без никаков интерес, туку со волја само да придонесам нешто добро за општеството. Бев и председател на Унијата на млади сили на месен комитет, член на општинскиот комитет на младите, бев тогаш председател на тогашната Централна комисија за човечки ресурси на младите, но иако со години припаѓав се уште во структурата на младите, мојата љубов кон политиката и мојата работа ме наведе на тоа да набрзо се приклучам и во работата на сениорите, каде што бев и 2 мандата секретар на општинскиот комитет Газибаба и координатор на многу партиски активности, како и што напоменавте и актуелен сегашен председател на Централната комисија за односи со невладини организации и член на Централниот комитет. Да се биде дел од ВМРО ДПМН представува да бидеш достоинствен, чесен и секогаш со народот. Таа вредност на вертикала ја носам и сега како раководител на една институција при секоја донесување на мојата одлука. Не ја носам само функцијата, туку ја носам и свеста дека и позади мене, и со мене стојат луѓе кои што веруваат во чест, веруваат во работа и веруваат во промени, почнувајќи од председателот, професорот Христијан Мисковски и сите останати. Даниела, вие по вокација сте магистар по правни науки. Колку вашето образование ве обликува во позицијата која што ја работите денес? Така. Образованието, но и уште пред формално да се работев на многу проекти од граѓанскиот сектор. Најчесто беа проекти за економскиот развој на државата, беа проекти од граѓанските права, како и поттикнување на младите и на жените. Тука научив колку е важно да се биде на терен. Важно е животот на народот, не само теоријата.
животот на луѓето и се она реално што се случува. Понатаму краток период бев и во приватниот сектор, каде што се соочив со реалноста на предприемачите, со нивната несигурност, но и храброст и креативност. И пред да стапам на позицијата, некои десетина години сум вработена во Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија, каде што тука разбрав колку е важно институциите да бидат реален сервис на граѓаните. Токму овие три комбинацијата од овие три работи, теренот, реалниот бизнис и институционалната стабилност ме обликуваа за позицијата која што сум денес. Да позборуваме малку повеќе за она што денес го работите, односно за Агенцијата за поддршка на предприемништвото во Република Македонија. Која е основната мисија на оваа агенција? Агенцијата за поддршка на предприемништвото е создадена со цел да ги спроведува владините политики за малите и средни предпријатија, што всушност се представува срцето на една економија, бидејќи малите и средните предпријатија создаваат работни места, нови производи, иновации и најчесто се првите кои што ја носат промената во локалните заедници. Јас сметам дека силна економија се гради токму со храбри луѓе, со семени бизнеси, кои не чекаат можност, ја креираат самите. Деновиве сте особено застапена во градовите со карванот, инфокарванот, како го се нарекува, за мерките на владата, оперативниот план за самовработување 2025. Кажете ни нешто повеќе за оваа мерка и на кој начин Агенцијата за помош на предприемништво е вклучена во овој инфокарван? Вака, со задоволство можам да кажам дека Агенцијата за поддршка на предприемништвото е директно вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа токму на најатрактивната мерка, односно поддршката за самовработувањето, каде што секој еден апликант до петокот, 26 имаше можност да аплицира и да се пријави за една од трите најатрактивни мерки, а тоа е самовработувањето до 20 години, на млади лица до 20 години, кои што сакаат да основаат собствен бизнис и може да добијат грант од 10.000 евра, самовработувањето на лица над 29 години, кои што сакаат да си основаат собствен бизнис и да добијат грант од 7.000 евра, како и мерката за односно друштво со ограничена одговорност, каде што и младите до 29 години и младите над 29 години може да се здружат и да се основаат заеднички бизнис, каде едните нели би добиле вкупно 20.000 евра, а лицата постари од 29 години би добиле 14.000 евра, што се сосема доволно за како поддршка за соосновање на собствен бизнес. Постапката оди така што секој заинтересиран се пријавува на повикот што траеше до петокот и откога ќе се направи една основна селекција во Агенцијата за вработување се преминува на задолжителна дводневна обука, каде што ќе се здобијат со потикнување дополнително на предприемачкиот дух и едни основни знаења за започнување на собствен бизнес. Штом ќе заврши обуката, се пристапува кон ваучерскиот систем на советување, каде што потенцијалниот предприемач го поврзуваме со советникот од каталогот на советници, кој што ги има Агенцијата за поддршка на предприемништвото, а бројат преку 300, 180 од нив се директно овластени за изработка на бизнес план. Значи, сите наши советници се пријавуваат во која област сакаат да работат, потенцијалните предприемачи од таа област добиваат юзернем и пасворд, каде што на платформа ќе може да видат биографијата на секој советник, како и неговата експертиза и да си одберат со кој советник сакаат да работат. Заеднички го креираат бизнес планот, значи не ги оставаме сами, тука сме целосно да помогнеме. Заеднички го креираат бизнес планот, а во меѓувреме ние правиме две експертски комисии кои што претежно гледаме да се формирани од врвни експерти, претежно банкари кои што работат веќе на кредитирање на бизнеси во банките. И експертските комисии ги евалуираат и ги оценуваат бизнес плановите, најдобрите од нив се упатуваат повторно во Агенцијата за вработување, каде што си потпишуваат договори и се започнуваат со собствен бизнес.
Во делот на оперативниот план исто така ја нудиме можноста која исто се спроведува преку нас за менторството, така што секој што ќе основа бизнес понатаму ќе може да се аплицира и да се добие можност за 6-месечна менторска подршка за нивниот бизнес да стане одржлив и истрен. Од вашите анализи, што и недостасува на Македонија за да биде препознаена како предприемачки хаб во регионот? Она на што и работиме во моментот. Значи, фокусирани сме да направиме една убава предприемачка клима во Македонија, каде што потенцијалните предприемачи, како и веќе постоечките мали и средни предпријатија, ќе може да добијат една навистина реална и стабилна институционална подршка. Многу е важно да направиме една нераскинлива врска, една стабилна врска помеѓу науката, владата и бизнисот. Исто така, треба да се фокусираме на целосна дигитализација на услугите, да потикнуваме технолошки развој, зелени, социјални, иновативни предпријатија, како и да го потикнуваме и женското предприемништво. Ние изминатиот период сме постојано на терен помеѓу предприемачите. Сакаме за следната година да направиме програма, оттаму црпиме информации и идеи, бидејќи сакаме програмата да биде од предприемачите за предприемачите. Бидејќи навистина они знаат што им е најмногу потребно, што можеме ние да им го пружиме како подршка. Ќе направиме една навистина убава и квалитетна програма, што ќе им донесе и на нив едни убави резултати во нивното понатамошно работење. Паралелно на сето ова, работиме и на зајакнување на меѓународната соработка. Се поврзуваме со институциите налик нашата. Верувајте, во земјите во регионот и пошироко, тоа се толку силни институции, како што е Козгеб во Турција, Спирит во Словенија, Хамак Бикро во Хрватска, Раз во Србија. Тоа се толку јаки институции, со дел од нив веќе имаме подпишано меморандум за соработка и работиме на отварање на простор за заеднички проекти, за заедничко делување во дел од работите. Навистина сметам дека во Македонија треба да се направи една предприемачка инфраструктура, бидејќи Македонија има потенцијал за тоа. Секако. Како ја гледате трансформацијата на Македонија од земја со одлив на млади луѓе до земја која што ќе задржува и ќе интегрира во неа успешни предприемачи? Можам да кажам дека трансформацијата е веќе започната. Иако се уште е еден предизвик за нас, и да се надоврзам на претходното, реалната подршка е клучна. А самата трансформација си бара еден подолг процес, бидејќи истата треба да се темели на доверба, ако сакаме да имаме долгорочни резултати. Постојано сме на терен помеѓу младите и веќе трендот е променет. Младите не бараат вработување. Младите бараат можности и ние сакаме да им ги создадеме тие можности и ние како агенција и нашата влада. Одливот, според мене, не е само бројка, туку тоа е симптом на недоверба во можностите дома. Затоа ние треба да се фокусираме да вратиме довербата или да одново да ја изградиме, да им пружиме на младите еден екосистем во кој тие ќе се чувствуваат сигурни и да ризикуваат, да започнат да создадат нешто дома. Значи, нас не ни се потребни зборови, потребни ни е транспарентна и функционална институционална подршка, потребно ни е менторство и потребни ни се можности за развој. Ако ние на младите им ги дадеме вистинските алатки, не само што нема да гледаме одлив, туку напротив, ќе гледаме и поврат на идеи, поврат на таленти, поврат на луѓе, поврат на знаење. Даниела, навистина мотивирачки делувате со вашиот говор по вечерашниот подкаст. Меѓутоа, секако за крај би сакала да упатиме една порака. Што мислите дека би било убаво да им се каже на младите со цел да ги задржиме, односно да ги упатиме на размислување дали е потребно да заминат или да останат во оваа држава и да го развијат тој предприемачки дух? Надвор може би е навистина полесно, но
се што ќе создадете тука ќе има значение. На Македонија и се потребни храбри луѓе како тебе. Ти можеш да бидеш промената во општеството. Твојата визија може да обликува иднината. Пред да заминете, пробајте да создадете тука. Не се плашете да излезете од вашата комфорт зона, бидејќи токму таму најчесто се случуваат најуспешните приказни. Вашата идеја и нашата поддршка ќе придонесе за секоја граница е надминлива. Ви благодарам на вашите инспиративни пораки кон младите и на вашето гостување во вечерашниот подкаст. Ви посакувам уште многу успеси во вашата кариера, која што сега е на почеток, бидејќи сте особено млада, меѓутоа многу успешна. Почитувани, луѓето што заминале не секогаш ја затвориле вратата, напротив, многумина од нив ја држат отворена со идеи, со инвестиции, со поврзување, со верба дека Македонија може повеќе. Македонија има таленти, има приказни, има можности. Она што и треба е повеќе поврзување, повеќе ангажирање во идеи, во ресурси, во визија и повеќе поддршка за оние што се обидуваат да направат разлика. Имајте убава вечер, почитувани.